за мене неприфатливо. Јас сепак мислам дека ќе дојде моментот, многу скоро ќе дојде моментот, да си потадат рака едни на други и затоа надежта моја никогаш последна ќе биде да ме напушти. Овие недоразбирања ќе бидат минато и дека за доброто на Вардар ќе бидат единствени и комитите и председателот на Вардар и играчите. Две мајки, едно дете. Едната го кради детето, вели мое, а другата правата мајка, природна, биолошката мајка, вика мое. И никој не може да пресуди чие е детето. Оти љубовта и едната и другата, ама не е истоветна. Отат кај Соломон и му кажуваат на Соломон, едната мајка вика, тоа е мое дете, биолошката, таа мајка што го зела. И таа била со љубов, не го зела туку така детето. И слуша Соломон, и слуша и се мисли, вака вика ќе не правиме, гледам и ти го сакаш детето, гледам и ти го сакаш детето. Бидејќи двете го сакате детето, ај вика ја ќе го пресечам на пола, едно ќе си земеш ти, едно таја. Мајката биолошка не дочекала, рекала не е мое детето, само да остане живо. А таа другата што не било нејзино, си помолчела. Правата мајка рекла не е мое, само да остане живо. Таа љубовта нема мерка, нема мерило. Чувствата немаат мерило. Во случајов овде, сите го сакаме Вардар. Меѓутоа, тие што го сакаат, и во нешто мора да попуштат. Оти компромисот е решение за овој случај. Јас сепак мислам дека времето лечи се. Ќе дојде до сознание и едните и другите дека не е наисправен нивниот став и мора да го усогласат и едниот и другиот став за да оди Вардар понатаму. Тоа е неминовно. Да бидеме живи, здрави, да бидеме позитивни, да веруваме дека ќе надвладее умот, разумот, љубовта, да Вардар остане Вардар. И јад ќе имам у душата и ќе отидам од овој свет, ако Вардар не стане пак тој што беше. Оти многу жртви се дадени, многу жртви. Затоа, за да се упокојам јас, со мирна душа да видам дека Вардар е единствен. Со комитите, со управата, кој повеќе помага, кој помалку, важно, сите да помагаат. Тоа е мојата желба.